Обединетата македонска диаспора преку своји врвни интернационални адвокати многу пати се обидувала да ги премисли македонските власти, да не го потпишат преспанскиот договор со кој се промени уставното име. Но политичките челници никогаш не ги прифатиле нивните сугестии, вели првиот човек на ОМД Гордан Јорданов. Советите од организацијата, која беше една од најгласните уште пред потпишувањето на договорот и која организираше протести низ многу земји каде има македонци, сепак не ги натераа властите да најдат за сходно, барем еднаш да седнат на иста маса и да разговараат за националните интереси, како на резидентното население, така и на иселениците. Обединетата македонска диаспора како организација генерално секогаш била против тој договор со Грција, наречен Преспански договор, знаејќи ги сите последици кои што ги согледуваме во овие години после потпишувањето на тој договор. Пред формирањето на некоја си таква спогодба, македонската диаспора честопати пробуваше да помогне на македонските власти со консултации од врвни интернационални адвокати, советување со Обединетите нации, формирање на конференции и отворено зборување за сите тие проблематики, но за жал македонските власти тоа не го увидоа и на некој начин не го искористија. Од ОМД велат дека како организација нивната цел и понатаму е да биде зачуван македонскиот интегритет, земајќи ја предвид моменталната ситуација, кога Македонија и поголемиот пораз со Преспанскиот договор трпи понижувања, а сега од бугарска страна. ОМД не е против Македонија да стане членка на Европската унија, но само под услов да се зачува сувереноста, а националните интереси никогаш да не бидат злоупотребени. 4 години по потпишувањето на договорот од нивици, македонските активисти во Америка, Австралија, но и други европски земји не се помириле со фактот дека е променето уставното име на Македонија. Протести пред потпишувањето имаше во Мелбурн, Австралија, во повеќе земји од Соединетите Американски држави, во Германија, Швајцарија.